Умираат дури и сеќавањата на нас, бидејќи сеќавањата на мртвите не се искрени, не се доволно критични и искрени. Сеќавањата на мртвите се плачливи и неискрени, полни со нашите слабости и страф од собствената смрт. Кога умира глумецот, умираат сите возможни поделби на улоги во кои натаму можел да игра. Се гаснат и оние рефлектори кои никогаш не биле запалени, се откажуваат представи кои никогаш не биле ни закажани. Кога умира глумецот, умираат стотици ликови, а животот се прикажува како лоша представа во која расплетот и крајот не се вешто подготвени. Кога плачеме заради смртта на глумецот, ние не плачеме за него, туку за сите денови и сите представи кои заедно со него сме ги преживеале во театарот. Кога умира глумецот, умира и неговата публика, бидејќи со својата смрт ја потврдил именливоста на нејзиниот живот. Со длабока тага денес се собираме за да му оддадеме почит на нашиот драг колега и пријател Самуил Стојановски. Неговото прерано заминување остави огромна празнина не само во театарот, туку и во нашите срца. Тешко е да се поверува дека веќе не е со нас, дека оваа трагедија се случи толку ненадејно. Роден е на 3 ноември 1970 година во Скопје. Самуил својот живот го посвети на актерската уметност. Од 2003 година па сега неговиот последен аплауз во декември. Беше неразделен дел од Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Джинот во Велес, каде што создаде незаборавни улоги. Неговата посветеност кон професијата, способноста да доживее ликови на сцената и неговата безусловна поддршка кон колегите го направија непроценлив дел од театарската заедница. Во текот на својата кариера, Самуил оствари значајни улоги во Велешкиот театар. Во представите како што се Будење, Звонарот на Богородичната црква во Париз, Четвртата сестра, Орест, Жени во Народното собрание, Сомнително лице, Враќање, Железно пиле, Дом за птици, да се заборави Херострат, Икс Хамлет, Птици, Джинот учителот, Веселите жели од Виндзор, Тероризам, Баханали, Злостојството на островот на Козите, Мама е кој прв почна, Онегин, Шешардисани времиња, Принцезата и гусарот, Последниот балкански вампир, Крал Лир, Тартив, Неважната работа на светот, Приказниот честиот клас, Кат, Класа непријател, Добрата надеж, Мачорот во чизми, Ана Помнена, Синиот портокал, Нисистрата, Елешник, Креот и Антигона, Драма изгубена во времето и многу други. Стојановски оствари забележителни улоги во филмската и телевизиската продукција, учествувајќи во проекти како што се Трст вија Скопје, Погрешно време, Бомбирџија, Крајот на играта, Крчма на патот кон Европа, Ова не е американски филм, Старо купуе, Приказни од животот, Ослободување на Скопје, Преспав, Македонски народни приказни и Црвениот поет. Но Самуил не беше само актер. Тој беше борец за своите колеги, како претседател на синдикатот на театарските уметници. Секогаш се залагаше за нивните права, секогаш беше тука за поддршка и помош, дури и кога не беше доволно развит. Неговата љубов кон уметноста и луѓето ја направи театарската сцена поубава и полобна. Во овие тешки моменти останува да се сеќаваме на неговата енергија, насмевка и неизмерна љубов кон театарот и луѓето. Неговото наследство ќе продолжи да живее низ неговите улоги во срцата на сите што го познаваа и сакаат. На неговото 10-годишно синче Ведран, неговата сакана Емилија, неговата сестра, неговите внуки и сите што го сакаа и почитуваат, и му патуваме на искрено сочувство.
празна, но неговиот глас се уште одекнува. Завесата е спуштена, но неговата сенка останува врежена во секоја даска што живот значи. Публиката замолкна, но спомените за него се уште зборуваат. Актерот не умира. Тој само преминува во светот каде што представите никогаш не завршуваат, каде што не постојат паузи меѓу чиновите, каде што ликот и душата конечно стануваат едно. Неговите чекори останаа врежани во сцената. Неговите зборови за секогаш впишани во меморијата на театарот, неговите улоги, живи, бесмртни, како одек од една страст што никогаш не згаснува. Актерот живее во очите на оние што некогаш го гледале, во срцата на оние што некогаш го чувствувале, во зборовите што некогаш ги изговорил со жар, во тишината што денес зборува повеќе од било која реплика. Неговото последно действие не беше на сцената, туку во животот, во љубовта што ја даде на уметноста, во борбата што ја водеше за вистината, во секој аплауз што го примил, во секоја солза што ја предизвикал, во секоја насмевка што ја подари. И затоа актерот не умира. Тој останува дел од театарот, дел од приказните што ги оживеал, дел од светлината што никогаш нема да згасне. Слава ти, пријател!